Историјата и контекстот ги претворија овие фотографии во културно богатство. Го документираат животот во кинескиот кварт на Менхетан во време кога овде беше една од најзатворените заедници во Њујорк. Кога првпат почнав со оваа работа, имав 29 години, а сега имам 67. Бет Глик почнал со црно-бели фотографии во 1981 година од Кинескиот музеј во Америка. Го замолиле да го фотографира кинескиот град. Бил одушевен. Печаток ми остави густината на населеноста, енергичниот уличен живот. Тоа ме понесе. Но на жителите им требало време да го прифатат. Одев по улицата и ми велеа, не ме сликај. Еднаш некој дури фрли кофа со вода врз мене. Сепак, еден јануарски студен ден одев по улицата и човек по име Френки Вонг ми се насмевна и кажа, сликај ме. За мене тоа беше покана. Откако жителите ги виделе фотографиите, се отвориле. Тесни соби за перење, мали соби каде мажите ја играле кинеската игра маџонг, мали станови и неуредни фабрики за облека. Глик ги дигитализирал фотографиите во период од 30 години, ги објавил на интернет. Еден ден добил имејл со прикачена слика. Тоа била сликата на Френки Вонг, неговата прва фотографија во кинескиот кварт. И ми вели, да ви доловам како ми беше додека растев во кинескиот кварт. Ова е фотографија од мене со татко ми и мојот помал брат. Глик веднаш испратил повеќе слики од него и неговото семејство. Денес фотографиите документираат една ера во кинескиот кварт, кој доживува промени. Заедницата веќе не е толку затворена и поврзана. Многу имигрантски заедници се мешаат едни со други, но во поголемиот дел од кинескиот кварт, Глик се уште е специјален гостин.